Македонскиот национален комитет при светските обединети коледжи со повик до сите заинтересирани ученици од 2 и 3 година од средните училишта во Македонија кои сакаат да аплицираат за 2-годишно школување на едно од 18 средни училишта ширум свет. Кои се условите за аплицирање? Кој се може да биде дел од ова искуство? Дознаваме од нашата соговорничка. Велам добро утро за Ивана Буџаровска. Добро утро, Ивана, и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Спомнав уште пред да почне разговорот дека станува збор за уникатно искуство, меѓународно образование и сега прашањето наше е кој се може да биде дел од него. Да, ова ни е мисијата што и сакаме ние да ја шириме. Не постојат одредени критериуми, освен да биде ученикот во 2 или 3 година средно и да биде љубопитен ученик, кој што е активен во својата заедница, во смисла на дали тоа преку спорт, волонтирање, различни активности како дебатирање. Јас лично тоа го правев доста во моите средношколски денови и едноставно сака да дознае повеќе за светот, бидејќи во овие училишта доаѓаат луѓе од ширум светот и доколку некој сака да се запознае со различен тип на култури и јазици, ова е правото место за него. Какви знаења и искуства стекнуваат сите ученици кои ќе се пријават? Да, тоа е добро прашање, заради тоа што постои, мислам дека многу голема како плетора на активности и различни часови кои што ги земаат и добиваат различни учења од многу други области. Например, знам многу луѓе што тргнале на овие училишта и мислеле дека сакаат да студираат медицина, но потоа студирале театар или нешто друго. Значи се запознаваат себе си. Некои други научиле некој јазик. Имам другарка која што конкретно почна да студирам кинески на факултет заради тоа што имаше другарка од Кина, беа блиски и сакаше да научи повеќе за јазикот и за културата. Но најважно е тоа што кога станува збор за образовната програма се работи по меѓународната матура, која што ја има и во училишта како Нова и Јосип Броз Тито, но малку е поразлично бидејќи се комбинира сите различни луѓе од различни култури можат да зборуваат за сопствените искуства, доколку има час по политика, може да зборува некој кој што доаѓа од Америка, но истовремено некој од Мексико или нешто слично, така да се добиваат многу различни аспекти на знаење од ширум области во светот. И сега аплицира средношколец, да речеме добива стипендија и што понатаму условува ли со нешто стипендијата, да речеме по завршувањето на образованието да се врати тука или да продолжи да учи некаде надвор? Да, нема никаков услов и што би сакала многу, мислам брзо да спомнам, нели за да им биде и појасно на гледачите, многу често е да се мисли дека ваква програма е нешто како премногу добра за да биде вистината или дека би била скапа или нешто така, но ние самите во комитетот кога примаме кандидати, кога ги интервјуираме и кога ќе најдеме кандидат кој е атрактивен за нас, да го пратиме на еден од коледжите, средните училишта, ја анализираме и неговата финансиска состојба, односно според приходите на семејството од кое што доаѓа, анализираме дали би можел да си приушти на одреден коледж кој што сакаме да го пратиме. И бидејќи во Македонија, нели, стандардите се различни од остатокот од светот, многу често нашите студенти кои ги праќаме добиваат 100% стипендија и после тоа не се никако условени да се вратат во Македонија или да продолжат во странство. Тоа е многу важно. Да, многу е важно. Колку млади досега имаат искористено можноста да добијат ваква стипендија? Многу. Не би ја знаела точната бројка, не би сакала да ве излажам, но би сакала да споменам дека во последниве неколку години, нели со колку се актуелни социјалните медиуми, добиваме многу поголем број на апликации, многу поголем број на студенти кои ги праќаме да одат на овие училишта. Еве еден пример, јас лично аплицирав во 2017 година. И во мојата година бевме пратени само 3 девојчиња тогаш. Јас бев во коледжот во Мостар во Босна и Херцеговина, предобро искуства, а сега сме стигнати до околу 15, од 12 до 15 ученици кои ги праќаме од Македонија на еден од коледжите, што е многу голем успех за нас, бидејќи скоро сите од нив се на полни стипендии и уживаат во искуството. Речи се еден час зборуваме, Ивана, на тема квалитетот на образованието и реформите кои што ни се необходни, па како млада девојка морам да ве прашам и на таа тема, односно какво е искуството од младите кои што да речеме одат во странство како ќе добијат стипендија. Можат ли нашите ученици и се носат ли нашите ученици по искуството и знаењето рамо до рамо со оние од странство? Би рекла дефинитивно. Јас лично кога во средно училиште завршив во Орца Николов и
Орце Николов мислам, многу ми се допаѓаше, бев во англиската билингвална паралелка и самата програма на едно од овие средните училишта се врши на англиски јазик. Но нас ни е битно да постои барем елементарно знаење на јазикот. Не треба да биде некој експерт по англискиот јазик, ниту да има некоја претходна диплома по истиот, но на самите коледжи се учат многу работи кои што претходно не сме ги познавале. Например, јас никогаш не ми дала математика, но треба да се зема математика како предмет на коледжите. И со самата работна навика која што се ја стекнала во едно од нашите средни училишта, ми беше многу лесно да научам како понатамо, бидејќи програмата е малку поразлична, но веруваме и затоа постои оваа програма и селекција, дека нашите ученици можат дефинитивно рамо до рамо со останатите. И да ги донесат меѓу другото искуствата, па да кажеш Точно, тоа е оно што точно. можеме да го промениме во образовниот Да. систем, нели? Да. Да, и за крај, до кога е отворен конкурсот за аплицирање годинава, како може да се аплицира? Отворено до 15 ноември, но морам да нагласам дека апликацијата воопшто не е тешка. Може да се најде на нашиот вебсайт mk.uwc.org. Постои еден таб кој вели аплицирај, се клика и е многу лесна. Се работи за 7 кратки прашања и 2 есеи. Треба што по-концизно да се одговарат овие кратки прашања и есеи, но бараме една, еве да кажам, груба слика на кандидатот, колку да дознаеме што точно го интересира, дали се поклопува со еве од некој од коледжите и колку е активен во својата заедница, би рекла. Не на опфаќа стикам виева, Ване. Не Одамна, на опфаќа, многу одамна. добро. Во некој следен живот, кога ќе има вакви услови, благодариме за гостувањето, Благодариме. Ивана. Верувам дека допревме до средношколците да искористат ова уникатна можност која што Надевам и јас. им се сервира. Благодарам за Благодариме. гостувањето. Фала. Музика пред вестите во 9 часот, а потоа и со останатите теми во Македонија наутро посветени на културата и забавата.